30 пати сум настапувал за репрезентацијата на Македонија на најголем стадион и секако дека никогаш нема да ги заборавам моментите, превладите, постигнувањето голови против Ирска, Хрватска, Англија, амбиентот, атмосферата. Нажалост, тогаш ја имавме таа една единствена јужна. Сега сме сведоци на едно прекрасно фудбалско издание и од она што го имам видено во моето 16 годишно искуство надвор од Македонија, можам да кажам дека е дефинитивно еден од поубавите стадиони. Прекрасно е за оваа генерација на фудбалери, за следните од тие што доаѓаат. Ако ние немавме таа прилика да играме на еден таков стадион, јас сум пресреќен што нашите идни репрезентативски фудбалери ќе имаат каде да играат, да уживаат и да ни приредуваат големи радости. Додека ние игравме во минатото, сигурно ни беше задоволство кога ќе се отидевме во Београд, во Сплит, во Загреб, каде што имаше прекрасни стадиони и ние се надевавме дека еден ден ќе имаме и во Скопје стадион кој ќе доликува на нашето реноме, така да мислам дека конечно и Скопје доби еден прекрасен објект на кој ќе доаѓа силни имиња, добри имиња, на кој ќе уживаме во добар фудбал. На мојата далечна 1967 година, кога настапував за Вардар, мислам дека тога игравме на еден доста по-мал стадион и не вака велолепен стадион, толку убав. Мислам дека љубители на фудбал ќе се потсетат на тоа време кога игравме. Вардар беше у таа прва лига, кој ќе дојдеа големите клубови, таа голема четврка, стадион беше препон. Собираше недека до 20-22.000 публика, од среда беа сите карти продаени, али мислам дека овој стадион и ова Скопје и Македонија го заслужува ова и мислам дека на овие што го направива и што направива за фудбал да се развива Македонија една голема честитка од мене. Овој стадион заслужува да играат репрезентации, да наша репрезентација иде на европско првенство, да се квалификуваат за многу поголеми успеси, клубоите у Европа да постигнат поголеми резултати и би посакал све најдобро на сите македонски клубови кои се такмичат во Европа, сварно да го исполнат до последно место. Иначе, јас кога би се вратил, би сакал да играм на ваков стадион, а сум играл на многу стадиони вакви, како бивши играч на Вардар, као на Хајдук и репрезентативец на Југославија. Мислам дека и оваа генерација заслужува да игра на вакви стадиони. Имал големо значење не само за фудбалскиот клуб Вардар, туку и за целата држава. Ќе се има многу манифестации, многу концерти, но сепак намената би сакал да биде она спортска, каде што имаме силни клубови, каде што имаме една силна репрезентација над овој стадион и со ова секогаш прекрасна публика што имаме ние. Заслужуваме да отидеме на некое поголемо надпреварување. Ова е еден од супермодерни објекти и се надевам дека ќе биде исполнет ако се игра добар фудбал. Овде на стариот стадион игравме многу надпревари, се сеќавам против Белгија, имаше 25.000 гледачи, тука имаше по зидови бедеми, имаше многу навивачи кои седеле, али сега со овој објекат тоа веројатно ќе се снема. Се надевам дека ово ќе им биде потик, ќе им биде чест на оваков стадион да се игра. Стварно е стадионот прекрасен, во мое време не беше толку убав. Имаше една трибина, меѓутоа многу публика имаше и тоа ни беше мотивирачки фактор да го даваме максимум. Стадионот е фин стварно поради публиката. На стадионот надвор е публиката. Имат услови за безбедно да гледат надпревари. Иначе прекрасен објект.
имаше оние сеќавања на стариот стадион пред се на публиката, на начинот како го правеа тоа, на повеќе аспекти, нели, и како навивач и како актер на терен. Голема благодарност што се изгради така еден представителен објект. Дефинитивно имаме и ние еден објект на кој што треба да се гордееме и сигурно ќе биде додатна мотивација за нашите репрезентативци или за оние екипи кои што наступуваат тука да дадат многу повеќе. Образуваат многу убави моменти за овој стадион, за овој терен. Сега ова здание е навистина велелепно. Ја би се подсетил на некои моменти од би рекол од почетоците на македонската фудбалска репутација пред 15 на години, кога ги одигравме тие незаборавни надпревари со Словенија, со Данска, со Шпанија, со Кипар. И навистина и тогаш беше овој стадион полн, имаше 20-25 000 гледачи. Прекрасна беше атмосферата и извојувавме неколку победи на тие надпревари и го израдувавме македонскиот народ. Тоа е навистина фантастично. Ова здание вака сега што го гледаме навистина прекрасно. Значи нема голема разлика од Алијанс Арена во Михен, бидејќи јас сум бил и на тој стадион. Мислам дека ова здание е многу слично, ако не и поубаво од тоа. Од секогаш било убаво да се игра на овој стадион, пред кога бил пред полни трибини, но сега можам да замислам како би изгледало тие наши надпревари од порано на ова прекрасна арена. Само кажам дека конечно Македонија доби стадион како што одамна го заслужуваше. Понатака мислам дека репрезентацијата со гордост ќе можеме да ги пречекуваме и најсилните репрезентации во светот. Можам да замислам само како би изгледало кога би биле овие трибини полни и како би изгледале тие надпревари. Се надевам дека нашата репрезентација и нашите клубови ќе го исполнуваат до последното место и сите заедно ќе уживаме на овој стадион.